Дилемите за декларацијата потпишана од партиите од албанскиот политички блок повторно се појавија, откако лидерот на БЕСА Бијах Касами во дебатна емисија кажа дека потписниците на истата во ниту еден момент не се откажа од неа. Вели таа ќе се спроведе, меѓутоа сеќе било во рамките на уставот. Целта според Касами била земјава да се редефинирала и конечно да станела функционална. Që tha zotri Zaev ne ndëgjom të gjithë, në asnjë moment nuk është pranuar kërkesa e presidentit që partitë shqiptare të heqin dorë nga deklarata e tyre e nënshkruar këtu në Shkup dhe e dakorduar këtu në Shkup. Ajo që ishte si garancë, ishte pjesë e kushtetutës së Maqedonisë që në kupton që kërkesat dhe platformat e partive politike të cilat do t'jenë pjesë e programit qeveritar do të realizohen në kuadër të kushtetutës së Maqedonisë dhe do të kërkohen avancimi çështjeve që ka të bëjnë me çështjet ndëretnike dhe çështjet tjera që Maqedonia të jetë një shtet funksional. Në këtë drejtim është edhe kërkesa e lëvizjes BESA për ridefinimin e Maqedonisë, që Maqedonia një herë përgjithmonë të tejkaloj këto probleme të cilat po rikthehemi çdo 10-15 vite. Ова изјава на Касами повторно отвори сомнеш за тоа дали платформата е затворено прашање или сепак ќе биде дел од работата на новата влада. Мандатарот Зоран Заев вчера на претседателот Иванов писмено му ги даде гаранциите дека нема да се превземаат чекори во насока на загрозување на унитарноста и дека ниту еден документ, платформа, декларација, акт или действие не можеле да бидат услов ниту основа за формирање или действување на новата влада. Гарантираме дека процесот на носење на одлуките за граѓаните на Република Македонија ќе биде во согласност со основните демократски принципи и владење на правото, не доведувајќи ја Република Македонија во положба на подчинетост или зависност према друга држава. Во меѓувреме течат и роковите за состав на владата. Заев има уште 19 дена да ја договори истата. Во својата последна изјава вели дека е оптимист, дека сеќе поминало брзо и Македонија набрзо ќе има нова влада. Овој оптимизам го дели и Али Ахмети. Тој утре има средба со Заев. Ќе разговараат за формирање на владата, а убеден е дека таа набрзо ќе биде составена и објавена.